Денеска Советот на општина Струмица ја одржа својата 32-та седница. На дневен ред беа 25 точки, сите беа усвоени. Една беше повлечена за да даде шанса на собственикот на недвижноста, односно на локалот, да може да се регулира својата врска, како би можеле да му признаеме во постапката на бесправно изградените објекти, објектот кој што е изграден на неговата градежна парцела, но не се согласува со деталниот урбанистички план. Постои несогласување, бидејќи изграден на земјиште каде што е предвидено деловни простори, а објектот се работи за стамбен простор. Првата точка од дневниот ред беше известување за отсуство од 3 седници во ред на член на Советот на општина Струмица. Се работеше за советникот Никола Пандев, кој отсуствуваше 3 седници по ред и согласно Законот за локалната самоуправа мора да се стави на дневен ред, а за оправданоста на отсуството на советникот одлучува Советот на општина Струмица со мнозинството од купниот број на члена на Советот. Значи советниците му дадоа подршка и со тоа заврши точката. Останатите точки се однесуваа за предлог одлука за усвојување на акцијски план за локалната стратегија за развој на образованието, акцијски план за локална стратегија на општина Струмица за соработка со граѓанскиот сектор, акцијски план за локалната стратегија за социјална заштита на граѓаните на општина Струмица и акцијски план за локалната стратегија за млади на општина Струмица за периодот од 2015 до 2017 година. Исто така ќе наведам точката 8, односно предлог одлуката за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување. Согласно кој општина Струмица треба да отпише долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавното осветлување од 32 граѓани на општина Струмица, за сумата е вкупна 98.478 денари. Тие се пари кои што општина Струмица се откажува за да може да се реализира одлуката за отпис на долгот, кои што социјалните случаи не се може да ги исплатат.